Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за начин како да успееме во животот, како да забележиме успеси во нашите животни потфати, било духовни или секојдневни. Ќе зборуваме за клучот на успехот. Па да почнеме вака. Господ Исус Христос јасно ни порачува. Без мене не можете да правите ништо. Со овие зборови Господ Христос ни порачува дека без Негова помош не можеме да забележиме успеси во животот. Божјата помош е неопходна, оти ние колку и да се трудиме, без Него ништо нема да постигнеме. Таа ни е потребна, како во духовното усовршување, така и во секојдневниот живот. Како се добива Божјата помош? Преку благодатта која што ја добиваме преку Светиот Дух. Господ Христос вели: а кога ќе дојде утешителот, кога што ќе го испратам јас од Отецот, Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. На истото место, исто така во Евангелието според Јован се вели: јас ќе го помолам, он ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека. Потребата од Божјата помош во секојдневниот живот. Божјата помош е неопходна во секојдневниот живот за завршување на секојдневните обврски. Убаво е ако денот ни започнува со молитва. Најпрво секојдневната, домашната, но и заедничката молитва во храмот. Преку молитвата му благодариме на Бога што не удостои мирно да ја поминеме ноќта. Му благодариме што не удостои повторно да го видиме денот, а освен тоа се молиме да ни дарува здравје, сила и моќ за успешно завршување на дневните обврски. Преку молитвата ние ја бараме добрината и благоста Божја. Молејќи се на Бога, Он ќе ни го отвори патот полесно да стасаме до одредената цел, а освен тоа, Он ќе ни го усмери умот кон разрешување на одредени проблеми. Преку молитвата ја искажуваме нашата љубов кон Бога. Молитвата е клучот на нашиот духовен напредок, но и напредокот во животот. Преку молитвата започнува преобразбата на душата. Што значи преобразба на душата? Преобразбата на душата започнува преку преумувањето на човекот. Како? Преумувањето на човекот започнува најпрво со покајанието и духовното очистување. Исповедта најпрво значи очистување и ослободување од грешната состојба и почеток кон приближување до Бога, така што ги оставаме претходните грешни мисли и умот го насочуваме кон богоугодни помисли. Тоа е почетокот на преобразбата на душата. Оти е речено: покајанието е врата кон Царството Небесно и кон вечниот живот. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно, се вели во првата заповед на блаженствата. Бедни по дух се оние кои ја сознаваат својата грешност и пристапуваат кон очистување, односно кон покаяние. Покајанието не доведува до смирение. Што е успех? Пред се човекот е богоцентричен и гледано од религиозна страна, поимот успех може да биде дефиниран како постанување личност како што Бог посака да бидеме. Светото писмо ни кажува дека многу успеси започнуваат со правилното поставување на нашата цел. Например, светиот апостол Павле во посланието до евреите ни покажува дека нашата првенствена цел не треба да биде богатството, секак со ваквата страст. И денес се опфатени мнозина луѓе, но да разјаснеме, тука апостолот не вели не ги сакајте парите. Напротив, тој не напомнува да не бидеме обземени и управувани исклучиво од желбата за парите и богатството. Да не постанеме робови на богатството, затоа што богатството е минлива категорија.
да не дозволиме парите нас да не управуваат, туку ние да управуваме со нив. Со други зборови, ако нашата идеја за успех се темели на богатството повеќе отколку што ни е потребно, тоа ќе не однесе во промашување на основната цел на нашето постоење, вечното спасение. Оти Христос веди, каде што ви е богатството, таму ќе ви биде и срцето. А срцето на човекот треба да биде со Бога. Оти вистински успех е соединување со Христа. Он дојде да не направи синови Божи, затоа неговата желба треба да биде и наша желба. Кон каков успех треба да се стремиме? Секој од нас вели, јас сакам да сум успешен, но кон каков успех треба да се стремиме? Како да постигнеме успех? Сите ние сме обземени со разни идеи и цели кои сакаме да ги постигнеме и секој се труди за поголем успех. Желбите ни се најразловидни, но за нас христијаните најважно е желбите да бидат најпрво богоугодни. Само со богоугодните желби можеме да ја очекуваме Божјата помош. Затоа било која служба да ја извршуваме, како што велија светиот апостол Павле во посланието до евреите, треба да знаеме дека првенствено служејќи му на народот преку благодатта на Бога му служиме. И тоа треба да го правиме благоугодно со почит и со страв. Воспротивно, напомнува апостолот, нашиот Бог е оган што согорува. Што значи тоа оган? Тоа значи дека сите наши желби и сите наши дела, кои не се во согласност со Божиот закон, ќе не однесат во вечен оган. Идејата за вечното спасение треба да ни биде поим, желба, цел кон која ќе се стремиме. Крајната цел е запознавање на Христа и живење според неговиот закон. А вечниот живот е тоа да те познаат тебе, единиот вистински Бог, и испратениот од тебе Исус Христос, запишал евангелистот Јован. Што се подразбира под поимот цел? Библијата ни дава многу примери каква треба да биде нашата цел. Дали е тоа намера, цел или смисла кон која ја насочуваме целата наша енергија, желба и напор? Највисоката цел ќе не мотивира да го усмериме животот кон незиното исполнување. Преку Светото писмо Господ ни дал примери на луѓе со специфични намери. Колку тие напредуваа кон целта, така он секогаш им даваше сигурност дека е со нив, им помагаше и им обезбедуваше средства за исполнување на листата. Така, Ное беше еден пример во Стариот Завет од оние кои ја вложија целата своја енергија кон исполнување на неговата цел. Господ го упатуваше да направи брод и му ги обезбеди сите градежни материјали и потреби за изградба на бродот. Освен тоа, целта која Ное ја постави беше исклучиво Божја наредба, изградба на брод за да се зачува цивилизацијата. Тој тоа го оствари. Пророк Давид е уште еден пример. Тој се спротистави на Голијат кој ги убиваше Божите луѓе, бидејќи во наградата за убиството на филистинскиот џин беа вклучена царската ќерка и големото богатство. Некои луѓе мислеа дека Давид влезе во борба заради лични интереси, да ја придобие ќерката на царот. Но зборовите негови кажуваат дека неговата решеност беше поттикната заради прославување на семоćниот Бог. Еден од најцелисходно определени личности во Библијата е највозвишениот апостол Павле. Тој имаше неодолива умисла, намера, упатство и обврска. Најпрво беше познат фарисеј по име Савле од Тарс, агресивен непријател на црквата, правејќи се што можеше за уништување на христијаните и бришење на името Христово. Набрзо беше преобразен и спасен, бидејќи Светиот Дух слезе врз него, го посвети за извршување на Божјата служба.
веднаш почна да проповеда по синагогите за Исуса Христа, дека е Он Син Божи, се вели во делата апостолски. Во моментот кога Савле беше спасен и обратен во верата, тој ја смени и целта во животот. Од голем гонител на христијаните стана гласноговорник за Христа кај многу народи. Во делата апостолски се вели дека црквата со голема доверба го испратила Павла на неговото прво мисионерско патување. Господ му одреди задача да го утврди светот со непобитната вистина за Евангелието на Исуса Христа. Откако доби видение од Бога, додека престојуваше во Троада, се вели во делата апостолски, тој дојде и во Македонија. Несомнено е дека за успешно остварување на поставената цел, тој побара од Бога да му открие начин како широко и ефикасно да комуницира со народот. Во неговата мисија беа опфатени големите културни и стопански центри од тоа време, така што пораката брзо ќе се расшири насекаде. Павловата намера беше најпрво да придобие помали групи на луѓе и прво нив да ги утврди во вистината, а потоа полесно ќе се шири Евангелието меѓу останатите. Павловиот пример ни кажува дека кога и ние ќе се определиме на богоугодните цели, Господ би ги поместил и небото и земјата да ни овозможи да ги постигнеме. Павловата првенствена цел би требало да биде и наша цел. Која беше Павловата цел што го мотивираше во животот? Таа беше запознавање на Христа и со таков степен на знаење да се повини на желбите на Синот Божји. Светото писмо вели дека Господ ја има истата намера и со нас. Од оние кои ги позна порано, нив и ги определи да бидат слични во образот на неговиот син, та он да биде првороден меѓу многите еднородни браќа, вели апостол Павле во посланието до римјаните. Со овие зборови ни порачува апостолот: Господ сака и нашите мисли да бидат како Христовите. Павле се поистовети со оваа намера и сите своји сили ги усмери кон тоа, оставајќи се друго. Целта на апостолот беше многу јасна. Тој сакаше да ја почувствува во својот секојдневен живот истата чудесна сила која го воскресна Христа од смртта. Тој сакаше да се раководи според Светиот Дух и да му служи на Бога и сакаше да достигне максимум од своите духовни потенцијали. Павле се определил на оваа цел, па дури и по цена на животот. Во посланието до Филипјаните тој вели: не дека веќе достигнав совршенство, туку се сремам не би ли го достигнал она за кое Христос ме достигна мене. Зборот се стремам, значи продолжува да биде ревносен. Апостол Павле беше апсолутно исполнителен и многу дисциплинирано постапуваше кон поставената цел, по секоја цена да го запозна Синот Божи. Дека навистина било така не уверува и текстот од содржината на неговите посланија напишани до римјаните, до галантјаните, до ефесјаните, до филипјаните, до евреите и така натаму. Сите негови посланија содржат чудни откровенија и сваќање за христијанскиот живот кој ги добил како откровение од Бога. Преку нив се гледа дека Господ го исполни неговиот живот како што самиот апостол сакаше, да го познае Бога и неустрашливо да му служи. И покрај фактот дека Павле енергично ја исполнуваше поставената цел, тој исто така пишуваше и за тоа колку е важно да се разбере значењето и задоволството од сето тоа независно на последиците. Во посланието до Филипјаните тој пишува: ова го велам не поради немање, бидејќи се научив да се задоволувам со она што го имам. Знам да живеам и во скудност, знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и секако, и сит да бидам и глад да трпам, и во изобилие да сум и во немање. Се можам преку Исуса Христа кој ме крепи.
Дали ова подразбира дека и ние треба да се трудиме над нашите можности да го достигнеме истото? Не е потребно толку. Тоа можеме да го исполниме и со нашиот живот, но треба да се довериме на Бога. Он да управува со нашите срца. Целта е поставена и треба да работиме на нејзино исполнување. Некои ќе речат, Библијата никаде не вели дека треба да поставуваме цел во животот. Не, драги мои, напротив, тоа е погрешно мислење. Никаде Господ не вели стагнирајте и стоите и не работете. Да се подсетиме на параболата за талантите во Евангелието според Матеј глава 25. Оние кои што остваруваа повеќе добија награда. Оној пак кој не се потруди беше казнет. Во второто послание до Солуњаните апостолот вели: кој не сака да работи, нека не јаде. Оваа мисла се повторува и во второто послание до Солуњаните, каде што верниците се предупредуваат да не бидат мрзливи и бескорисни. Фокусот на оваа заповед е на оние кои одбиваат да работат, а не на оние кои не се способни да работат. Освен тоа, светиот апостол Петар во неговото второ послание зборува за растење во благодата и запознавање на Господ Исус Христос. Но ние треба да се прашаме, дали сме задоволни со тоа што го знаеме за Бога? Дали сме задоволни со нашиот однос и врска со Христа? И дали имаме намера да ја продлабочуваме врската со Бога преку духовно растење? Дали сме задоволни со тоа колку знаеме за Библијата? Несомнено е дека Бог оставил во срцето на секој верник известна потреба за глад и жед за Него, за Бога, за Неговото Слово. Тоа треба да го развиваме и продлабочуваме. Оттаму таквите мисли се парадоксални. Врската наша со Бога може да донесе вистинска полнота и задоволство ако пројавуваме копнеш за повеќе знаење, продлабочување на нашето знаење за верата, а секако и за Бога. Некои луѓе неправилно велат дека поставувањето цел не се однесува на нив. Напротив, тоа се однесува за сите луѓе. Нашиот небесен Отец има најдобра намера со нашиот живот и мисли се најдобро за сите нас. Он е задоволен ако напредуваме во тоа за што он не повика да бидеме свети. Апостол Петар вели: но по примерот на светецот кој ве повика, и вие самите бидете светци во сите ваши постапки. Оти е запишано: бидете свети, бидејќи јас сум свет, пишува апостол Петар. На крајот ќе речеме, клучот за успехот е во постојаната молитва, а потоа душевното очистување преку покајанието. Оти таму каде што царува гревот нема место за Бога. Вечниот живот треба да биде нашиот приоритет во животот. Затоа велиме дека нашите намери треба да се во согласно со Божјата цел и нашата цел да биде во согласно со Божјите закони. Тогаш он ќе ни направи прекрасни и многу убави нешта дури во нашиот земен живот. Амин.